Република Македонија, за жал би рекол, во изминатиот временски период, а еве и минатата, односно во текот на минатите денови, се случија настани кои што во негативна смисла го одбележуваат нашето живење. Тоа е хулиганизам како една највисока форма на неприлагодено однесување на сите оние чинители кои што учествуваат во спортските активности. Ние се обидовме со мојот драг и почитуван колега професорот Иван Анастасовски сето тоа да го сублимираме во една публикација, во една книга преку која што сакаме да ги представиме не само криминолошките аспекти кои што се однесуваат на оваа појава, туку и да ги представиме сите оние негативни однесувања и влијанија надвор од нашето општествено живење, вклучувајќи ги препораките кои што треба да се случат, се разбира, за спречување на оваа појава. Нема спортски настан или спортска манифестација во која што не се случуваат одредени негативни дејанија. За жал сме сврстани според истражувањата научни кои што се прават, би рекол на многу високо ризично ниво, што укажува дека веќе Република Македонија мора да презема сериозни превентивни мерки за да ја спречи оваа појава. Хулиганизмот во принцип доаѓа со популарноста на одредена игра. Фудбалот е популарна игра. И сега, кај нас, од време на време се случуваат немили настани и немили сцени на фудбалски надпревари, кои во принцип му штетат на фудбалот. Ја не говорам само за хулиганизмот како негативна конотација, дури и книгата, ова што денеска треба да се промовира, туку говориме за хулиганизам како појава која пред се му штети на самата игра на фудбалот, која е хумана игра од некој аспект. Од друга страна, тоа се публика без која самиот фудбал не може, од една страна, меѓутоа и публика која од друга страна му носи одредено зло, дури еве сведоци сме дека вчера имало и некои немили настани во Скопје помеѓу некои навивачки групи, се уште мислам дека тоа е во непотврдена фаза, но еве гледате како, кога луѓето ќе читаат такви црни сценарија, може, јас имам чувство дека еден сегмент се повлекуваат од гледање на фудбал, стадионите не остануваат празни, иако квалитетот е можеби тука пресуден, но од аспект на безбедноста, јас за да дојдам да гледам фудбал би сакал да се чувствувам безбеден. Тоа е основата за да ние имаме полни стадиони кои понатака ќе ни гарантираат одреден квалитет и подобри економски бенефиции за самите фудбалски клубови. Станува прво збор за една извонредна квалитетна книга. Како социолог можам да кажам дека еден од поспецифичните социолошки феномени, поготово кога станува збор за хулиганизмот, феномен кој што не само што не е доволно проучуван кај нас, станува збор за феномен кој што и во рамките на Европа и светот се уште не е доволно проучен. Затоа што, како велат, ако нешто е добро проучено, ќе има и соодветно решение. А кај нас сведоци сме дека хулиганизмот се уште породира во општествените пори. Во оваа книга, покрај тоа што е, се базира на научни факти, еден пионерски обид на авторите Анастасовски и Нанев да дадат некои првенствено, да речам, основно поимање на самиот хулиганизам и некои предлози како тој да се реши. Авторите даваат огромна порака. Знаете, кога има одредено насилство, најчесто се решава со репресивни мерки, а пораката на оваа книга, да се добие една слика што може негативно да се случи во спортот и сето тоа да се тргне на страна, да се направи една едукација, една превенција, сето тоа што помалку да биде вклучено во спортот. Затоа што превенцијата е најважна за дечињата кои што ќе се развиваат низ спортот, развивајќи една спортска култура, едни спортски навики и спортска социјализација. Сите високообразовни и други институции имаат обврска спрема младите, спрема целата нација да развиваат личности кои што навистина ќе бидат насочени и ќе добиеме една вистинска здрава нација.